Времето не е сојузник на колебливите, на оние што размислуваат дневно политички, на оние што приоритет им даваат на своите лични и партиски интереси, над интересите на државата и на граѓаните. Демократскиот сојуз бил и е подготвен за иницирање деликатни одлуки, кои долгорочно гледано се во интерес на нашите стратешки, национални и државни интереси. Дами и господа, ова се зборовите на човекот кој имал и има визија за правичност, за демократија, за почит. На човекот кој сите овие години искрено верува во Македонија. Основачот на партијата, визионерот на демократијата, чуварот на правичноста и вистината, амблемот на Демократскиот сојуз. Дами и господа, да го поздравиме председателот на Демократски сојуз, господин Павле Трајанов. Дами и господа, драги пријатели, гости, екселенции, представници на медиумите, дозволете ми да ве поздравам. Поздрав и до граѓаните, симпатизерите и членовите на Демократскиот сојуз кои оваа наша манифестација ја следат преку поживо, преку интернет мрежите. Демократскиот сојуз е партија која бранува. Партија која силата ја црпи од граѓаните и од своите принципи и посветеност. Наши сојузници се слободоумните и добронамерните луѓе. Наши сојузници се сите кои што си ја сакаат државата. Ние во Демократскиот сојуз не калкулираме. Ние секош сме со народот и во градените на нашите ставови секош тргнуваме од националните интереси и државните приоритети. До сега во партијата, во Демократскиот сојуз се вклучени над 30.000 граѓани, претежно млади, креативни и способни кадри. Денес Демократскиот сојуз е силен и препознатлив политички субјект со свој идентитет и интегритет. Демократскиот сојуз е партија која постојано е во движење, партија која анализира, критикува, но и предлага конкретни решенија и конкретни проекти. Демократскиот сојуз е партија која обстојува на своите основни програмски определби и принципи, а пред се за динамичен економски развој, владење на правото, влез во Европската унија и НАТО, енергична и неселективна борба против корупцијата и организираниот криминал, како и слобода на медиумите. Кога сме кај медиумите, ние сме цврсто определени јавноста, граѓаните да бидат коректор на власта. Во изминатите години Македонија се соочуваше со голем број на предизвици. Се соочевме со воен конфликт, со криминална и неправедна приватизација, со ембарго, со вето за членство во НАТО, со притисоци да го промениме името на државата, со обиди за дезинтеграција, со внатрешни поделби, со негирање на нашите корени. Но успеавме да се справиме со сите овие предизвици. Македонскиот народ и сите граѓани трпеливо, храбро, со цврста решителност успеа да ги одбранат основните вредности, а тоа се слободата и демократијата. Само слободни граѓани можат да создаваат, да творат и да ја градат еднината на својата држава. Македонија повторно е во исклучително турбулентен период. Македонија се соочува со длабока политичка криза, која бара брз одговор. Верувам дека не само ние во Демократскиот сојуз, туку сите партии, сите граѓани ги препознаваат државните интереси и интересите на граѓаните ќе ги стават во преден план над партиските и личните интереси. Аферата Пуч и аферата прислушкување со масовно кршење на правата на граѓаните мора да се реши со политички диалог но и со системски промени и длабоки кадровски резови. Никој нема да биде иземен,
заштитен или амнестиран. Актерите на овој мега скандал мора да платат висока цена, затоа што се нападнати основните цивилизацијски вредности. Преку овие афери се покажа грдото лице и алчноста за власт и пари на голем број политичари. Почитувани граѓани, во Македонија се спроведени бројни реформи. Некои од нив ги покажуваат првичните резултати, како што се странските инвестиции, намалување на невработеноста, јакнење на внатрешната стабилност, релативно добрите меѓуетнички односи, постепено зголемување на социјалната сигурност и слично. Но и понатаму се соочуваме со сложени состојби, со сложени проблеми. Од Македонија се иселуваат млади кадри. Во Македонија е присутна сиромаштија, намале наталитетот, постои висок степен на организиран и институционален криминал кој натаму разорно действува. Партизиран е судскиот систем, катастрофална е состојбата со медиумите. Имаме и многу други отворени и нерешени прашања. Ние од Демократскиот сојуз не можеме да бидеме рамнодушни на бруталната концентрација на богатство кај мала група на луѓе. Посебно загрижува тоа што се во застој евроинтегративните процеси. Се повеќе сме предмет на негативни коментари во моќните политички центри. Има се повеќе забелешки за владење на правото, за слободата на медиумите, за неефикасниот и атрофиран судски систем, за корупцијата, за немане капацитети за политички диалог. Законите често се менуваат и самите по себе се често пати контрадикторни. Има несигурност во бизнисот, слободата на пазарот и пазарната економија. Домашните компании немат исти услови за работа како компаниите со странски капитал. Сите овие состојби длабоко не загрижуваат, но воедно и се силен предизвик за нас, како партија, да нудиме решенија, да се бориме докрај за демократскиот развој на државата, да се бориме за правдата, да се бориме за секој човек, за секој граѓанин. Знаеме дека низ оваа борба и ние нема да поминеме лесно, без повреди и без лузни. Но наши определби се честноста, посветеноста и непоколебливоста. Никој не може да ја негира и оспорува нашата цврста и јасна определба, да веруваме во слободна, да веруваме во Македонија, да веруваме и во слободата и во демократијата. За Демократскиот сојуз и натаму врвни приоритети ќе бидат создавање на услови за реален економски развој и отварање на нови работни места. За создавање услови младите да останат овде во Македонија да создават и да творат. Да создаваме услови за зголемување на наталитетот и подобрување на квалитетот на животот. Демократскиот сојуз се залага за подигнување на вредноста на трудот на работникот. Сите компании, посебно странските, за вработените мора да обезбедат иста плата како и во нивните матични држави. Македонија во 21. век не смее и не може да биде промовирана како зона за експлоатација. Минималната плата треба двојно да се зголеми. Македонија нема друга алтернатива освен приваќање на европските стандарди. Европската унија, НАТО се асоциации кон кои се стремиме. Знам дека има обструкции, знам дека ова статус кво и одговара на дел од политичката елита, но и на бизнисмените кои имаат монополистичка положба. Но сигурен сум дека Македонија многу брзо ќе стане полноправна членка на НАТО и ќе ги започне преговорите за влез во Европската унија. Противниците на овие процеси ќе бидат разобличени, ќе се соочат со граѓаните и ќе бидат поразени. Почитувани граѓани, почитувани гости, Демократскиот сојуз во изминатиот период подготви многу проекти. Сакам во оваа прилика да најавам дека до крај ќе го имплементираме проектот ДЕКРИ, кој предвидува одговорност за секој што е злоупотребил довербата на граѓаните и конфискација на неговиот нелегално стекнат имот. Ќе бараме
Ќе се бориме да се создадат услови за слобода на медиумите. Ќе предложиме реформи за судскиот систем да биде отпорен на политички влијанија, а јавниот обвинител да не биде партиски војник. Тоа не можеме да го направиме сами, затоа ги повикуваме сите креативни кадри да се вклучат во реализација на стратешките интереси и приоритетите на оваа држава. Секој може нешто да направи и за себе, и за другите, и за државата. Демократскиот сојуз е отворен за нови идеи и за нови кадри. Демократскиот сојуз е отворен за соработка со другите политички партии, со невладиниот сектор, со граѓанските асоциации и здруженија, со експерти, со сите оние кои што сакат Македонија да биде пристојно место на живеење. Демократскиот сојуз подготви нов модел, проект за нови законски решенија. Македонија да биде една изборна единица, без изборен праг и со отворени листи. Со овој модел сметаме дека во голема мера ќе се намалат можностите за кршење на изборните правила, но што најбитно, парламентот или составот на парламентот ќе биде реален одраз на волјата на граѓаните. Ние во Демократскиот сојуз денеска прославуваме 15 години и воедно сакам да објавам дека како партија подготвени сме да ја преземеме еднината на државата. Да сте живи и здрави сите, да живее Демократскиот сојуз, да живее Европска Македонија.